Јас сум Ангела Нацена. Имам 9 години и сум четврто одделение. Денес ќе ве раскажувам книгата Авантурите на Арсен Лупин, крадост и джентлмен од Морис Леблан. Во оваа книга се зборува за авантурите на Арсен Лупин, познатиот крадец. Главни ликови во оваа книга се Арсен Лупин, познатите детективи Ганимар и Шерлок Холмс, ограбените луѓе и судијата. Настаните во оваа книга се случуваат во Париз, во Лондон и во други богати градови, а се одвиваат за време на животот на Арсен Лупин. Арсен Лупин бил познат крадец. Тој бил многу опасен и вешт, луѓето се плашеле од него, дури и да му го спомнат името. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога Арсен Лупин бил на брод и тргнал кон едно мало островче. На бродот немало многу туристи, но имало доволно за Арсен Лупин да може да предизвика грабеж. Но тој патувал по друго име, бидејќи се разбира, не сакал да го забележат и да го стават во затвор. По некое време од шпанската полиција пристигнаа телеграма дека Арсен Лупин се наоѓал на бродот. Имал руса коса и рана на десната подлактица, а исто така и патувал под името на Р. Но не го допишале името. Затоа Арсен Лупин и Мис Нели се обидувале да го најдат крадецот. Мис Нели по некое време се здружил со Арсен, но не знаела дека тој е крадецот. Мис Нели била богата и убава девојка. Многумина луѓе од бродот ја засакале. Кога стигнале на малото островче, Ганимар, познатиот детектив, почнал да ги проверува сите луѓе. Бидејќи можно е некој од нив да бил Арсен Лупин. Кога стигнале до Арсен Лупин и ги тутнал своите грабежи во рацете на Мис Нели. Мис Нели го прикрила и си отишла, заедно со накидот на грофицата во раце. Тогаш го фатиле Арсен Лупин на дело. Ганимар го однел на суд, каде што судијата нашол еден возрастен човек со отопен изглед, со брунчиња, со скусена брада, со тесно лице и очи како да пил скоро алкохол, а го држале 2 месеци и тој постојано тренирал. Не изгледал така кога дошол. Па затоа тие поверувале дека тој не е Арсен Лупин и го пуштиле. Тоа било едно од триковите на Арсен. Ганимар побарал да се сретне со Арсен. Дали ќе се сретнат? И дали Арсен Лупин смета дека тоа не е опасно, бидејќи Ганимар бил најпознатиот детектив покрај Шерлок Холмс. Доколку сакате да знаете што ќе се случи понатаму, дали Ганимар и Арсен ќе се сретнат и какви се останатите авантури на Арсен Лупин, доколку сакате да знаете, прочитајте Авантурите на Арсен Лупин, крадецот джентлмен од Морис Леблан.